Чија ест свети храм светого славного великомученика и победоносца и чудотворца Георгий. Зачасе месеца априлија во 15-тиот ден 1832 лето, во тоа же време беше Ѓурчин Ќехаја Кокалевски, избрани началник лектитор, потрудил се душевно и ради спасение, со суврадби храма светого помилуј Господи, сосема братие, селјани, лазоровци. Откако паметам, звезда грее над големиот камен во дворот и ноќе, невидливо, прашинка по прашинка гребе по каменот, го разјадува, длаби во него со својот светлосен сврдел и уште малку сосем ќе го прониже. Длаби звездата магиско прозорче низ кое утре, заборавен под каменот, јас одново ќе ја гледам. Човек кога би се обидел да го соопшти својот животопис, тој без друго ќе се потпре на три темелни пунктови. Еден од тие темелни пунктови е индивидуалниот архетип на човекот, пред се на Творецот, заробен од архетипот, вглобен во архетипот. И ништо тие окови со кои е врзан за архетипот не ќе може никогаш да биде ослободен од нив. Тој едноставно ќе живее со својот архетип, со своите сеќавања, на начин како што тој ќе уме да ги растајни подоцна. Вториот пункт од кој секако треба да тргне животописот на еден автор е неговото постапно созревање и откривање на свеста и на совеста на својот народ, на честа на својот народ на кој му припаѓа, и да се запреша себе си дали можеби се вглобил во нешто, во таа свест и во таа чест на својот народ и колку. И трето, без друго, говорејќи за сопствениот животопис, третиот пункт на кој ќе мора да се потпре за да биде поцелосна таа негова биографија, без друго се тие естетски и филозофски парадокси со кои низ целиот чин на творештвото се среќава. Нашите дедовци се хранеле со солена лобода и љубеле да кажат: на својата земја прилегаме и кога доаѓаме на неа и кога ја напуштаме. Туѓите зборови ги раздаваме, своите ги криеме и се колнеме во птиците кои летаат низ псалтирот. Оделе облечени во орфејски одежди и им пееле на своите потомства: да не би да го надживеете и да не би да ве надживее. Имајте ист век со сонцето. Имагинацијата е основниот елемент на митот и за творечкиот чин, но и за митот за себе си. Ние не смееме да се ослободиме од имагинацијата во ниеден миг, во ниеден момент, да не помислуваме дека може живот без соништа. Имагинацијата е веројатно најсветата и најчесната материја од која е создаден човекот и дека точно
ослободувајќи се само од патолошките облици на имагинацијата, од лошите и зли вообразби, човекот ќе може да дојде до она што го именуваме како автентичен творечки чин. Е сигурно дека тој процес е долг, мачен, болен, тежок, дека тој е до тој степен специфичен за секоја личност во творечкиот чин, што не допушта никаква можност за споредување на еден мит со друг мит, на еден автор со друг автор. Затоа што постои само по себе прашањето на убаво и дека нешто убаво не мора да биде поубаво од другото или другото да биде поубаво од првото. Чинот на убавото го содржи творечкиот чин, скриење во творештвото, онака како што, например, формите, творечките форми на пишувањата, се нешта кои се доближуваат до самиот чин на растајнувањето. Хартијата е предавник на соништата. Она ги растајнува нештата и оној миг кога ќе се стави зборот на хартија, тој веќе не е негов, не е на сонот, не е на имагинацијата, тој е еден заеднички спор на колективот, на времето, на одминатото. Творечките форми на пишувањата се нешта кои се доближуваат до самиот чин на растајнувањето. Хартијата е предавник на соништата. Она ги растајнува нештата и оној миг кога ќе се стави зборот на хартија, тој веќе не е негов, не е на сонот, не е на имагинацијата, тој е еден заеднички спор на колективот, на времето, на одминатото. Станува збор, значи, за оној првичен чин на вглобување на проблемот на идејата со проблемот на мислата. Колку мислата ќе успее да исцрпи од изворите на идејата, се зависи, се разбира, од специфичноста на авторот и на неговиот поглед. Размислувајќи точно за автентичноста на имагинацијата, за тој мундус имагиналис, за тој проблем на ослободување на човекот од законите на сонот. Веднаш човек се судира со едно основно прашање, дали може би ние израснувајќи, свесно израснувавме, да ги задржиме во себе си оние пунктови од животот, да го задржиме оној дел од детето во нас, кој се сеќава со корка леп во дланката како треша по месечина и се обидува да го нахрани црвеното штребе, чие виштење е една продолжена линија до самите утрински цвести. Дали може би тоа дете не сака да влезе во светот на иднината на начин кој што не е допуштен во другите сфери и по други патишта. Убаво се сеќавам на долапот на мајка ми во домот на мојот татко и на мојата мајка. И во тој долап ништо немаше друго освен тие писма од татко ми, кои беа оддалеку и кои едноставно беа мали оладени сонца. Секое писмо имаше некое лековито дејство. Во таа немаштија, во тие големи студови, во тие жестоки зими, ти се чини снегови, може би по 2 и по 5 метри во тие соништа на детето, во тој страф на детето, како да се заробени и дека единствена сила која можела нешто да направи против тие снегови, против тие виулици, против тие волци кои по цели ноќи штракале со забите, чувајќи точно во забите големи парчиња месечина, и дека сето тоа дали не е обид детето да се продолжи
себе си ни животот, дури и во старост и во годините, кога речи си не прилега да се размислува за детето на човекот и на Творецот во себе си. Има мигови кога, размислувајќи за архетипот, за оно што е вглобено во нас, како хемија, како материја, како облик на мислење, е повеќе од сигурно дека нештата кои требале да останат, останале и дека нема сила ништо нив да ги исфрли од свеста и подсвеста. Останало во мене чувството дека, имало книги во нашиот дом од секогаш. Останало чувството дека предлегнување заедно со мајка ми застаната зад нас, а ние сме се молеле покриени под еден ложник во заедничка постела и сме го тој речитатив на неколку детски гласови: Отче наш, иже си на небесах, да свјати се имја Твое, да биде царствие Твое, да биде волја Твоја, јакоже на небо и на земји, и така натаму, и така натаму. Детето, значи, и возраста не сакаат да го напушта чувството дека застанат и пред таа икона, пред тоа кандило, пред чувството на еден обичен мал фин часовник кој што постојано само одзвонува, во кој се гледа дека времето едноставно се пресоздава во една звучна линија која постојано навева и страв и една голема надеж. И уште треба да се знае дека, сеќавајќи се на своето детство, тука во Мијачијата, во ова прекрасно, огромна долина на јадрите звезди, тоа Лазарополе, дека тука едноставно немаше татковци, имаше само мајки и имаше само деца. Мајките сонуваа по татковците, децата сонуваа по мајките и тие цел живот детето, заробено во нас, то викува најчесто по мајката и со еден ужасен страв населен во крвта, едноставно го довикува својот татко повеќе во својство на еден мал, исчезнат Бог. Може би тоа прашање на тој архетип е нештото кое сите нас на еден или друг начин не заробува и денес. Откако за секогаш тој излезе од својата куќа, веднаш по него и куќата отпатува со него. Темелите, столбовите, скалите, покривот, тргнаа по неговите траги и исчезнаа. Куќата беше составена од неговиот глас, од неговото чисто шамиче, од неговиот поглед и неговиот од. И јасно беше дека не можеше да се случи тој да замине, куќата да остане. Денес, само ние, неговите деца, можеме да го одгатнеме тоа чудо. На среќниот мој татко, куќата му беше единствена црква во која тој се молеше. И целото наследство што ни го остави е сјајот во неговите очи, дури се крстеше и ја глаголеше молитвата на трпезата. Не можеше да се случи ангелот да замине, црквата да остане. Ете, тоа всушност си го рековме дека сонот кој не е протолкуван е како непрочитано писмо. Големите сопствени митови
сврзани со сеќавањата на детето во вас. Напати имаат по-развиена емоционална линија, по-топли се, по-возбудливи. Меѓутоа, тие во таа емоција, во таа возбудливост, тие кријат големи животни суштини. Тие се оние јазли кои едноставно животната биографија ја прават таква каква што е. Малку поинаква, значи, од другите можни биографии. И обидувајќи се на тој начин човек да ја заокружи мислата околу прашањето на архетипот, ќе мора да се каже дека било за нас или за мене, да речам, повеќе од јасно дека митот говори дека тука, во овој предел, тамо каде што е настанат тој мит, тамо каде што е заробено тоа дете од тој мит, дека тука и звездите не светат за секого. Едноставно, имаат луѓе кои шетаат по земјата и не гледат и не можат да се уште да ја почувствуваат звездата, да ја допрат. Јас сум гледал деца кои едноставно собирале звезди, многу близко е небото тука. На дофатје, тоа се јадри, големи звезди и треба само малку тишина, малку спокојство за да се воспостави допир со звездата. Тоа е постојбина на митолошки рози. Тоа е постојбина во која звонат големи орфички звона. И сето тоа создаде во мене еден глас на една почит кон митот, кон митското виштење на пастувот. Затоа што, реков ми вчера тука, ништо не созрева ниеден плод не созрева, освен времето и освен звездите. И погледајте ги овие птици тука, не се тоа само птици на детството. Тие ден денес птиците тука колват само крстови, време и писма. Сине Авел, крепости моја, храму и молитво моја, ти влезе во мерката на совршенството. Девствено е што ја облече белата кошула на жртвата. Но ужасно е што останав без тебе. Сама покрај огниште сега веќе знам дека никогаш твои деца нема да прават харфи од нашиот кипарис во дворот. Туку на потомства и потомства една крв ќе довикува друга. Сине Авел, литургија и сенка моја, праведен како со ништата на детето. Ги колнам пророците кои ми ја украдоа убавината на животот. Цела земја со се пустини и билки и птици кога воскликнуваше од радости. Сега Каин кога би научил да заправи свој дом, да созида камења, да нафрла земја, тој всушност пак со твои траги ќе се заправи. Со правда од душата и плотта на Авел. Детето памети слики кои навидом се беззначајни, меѓутоа тие носат многу суштинско во себе. Ја покриваат сета сфера на светлината, и духовна и друга. Детето во мене се сеќава дека момчето кое се жени, пред да се венча, треба да тргне со свирките на Мајо, да дојде точно до оваа врата. Свирките почнуваат од домот на момчето кое се жени и престануваат тука. Тие свирки во мојата свест се запишани како свирки направени од долги човечки коски, пожолтени, некој килибар кој што не постои никаде со таква нијанса, свирки
со една издолжена елегична линија и уште свирки кои подсетуваат на високите фригиски капи на нашите предци, далечни, кои на своите капи носеле и некои сјајни звезди. Во такви капи ја гледаше македонската војска и еден Кочо Рацин, Бог да го прости, кој што точно тука зад овие врвови загина. Тука детето памети исто така, дека свирките ја криеа и тајната на мртвите. А тоа што значеше? Мртвите многу сакаат да бидат прашани, да се земе од нив согласност за детето да се венча. Мртвите не бараа согласност од живите. Ние живите баравме согласност од нив. Тоа значеше дека тоа писмо, низ таа свирка преведена на тој начин, може да означи една долга линија на свеста и на честа на овој народ, каде, говорејќи преќе за птиците кои застануваат на овие гробишта, едноставно човек има впечаток дека таа птица стои на тој гроб, на тој крст, сакајќи, полетувајќи да го дигне и крстот, да дојде до едно ново воскресение на човекот кој лежи тука. Живееме, значи, со тој мит и за да ја не бидеме сосема здодевни. Митот не е прстен кој може да се подарува. Тој едноставно го носиме со себе. Не е книга која може да се назајми на читање. Тој едноставно живее во нашата крв и тој останува само наш и ничи друг. Во тој мит треба да го откриваме и она, се она што лежи тука. Тие луѓе шетаа како живи, но никогаш не ја допираа земјата. Тие едноставно одеа кон една друга и поинаква светлина. Сега прв пат нивното молчење е пресоздадено точно во таа светлина и неосквернати, тие го паметат точно говорот на своите деца, за кои велеа имаме деца, имаме потомства, кои ние како родители не ги заслужуваме. Тука беше таа огромна чест на тоа, на тие предци, на тие наши, кои ќе бидеме практично нивни. Дежта и од светлина и од мрак. Тие паметат само еден и единствен збор. Честа на потомствата, со ништо да не ја засени нивната голема и исклучителна чест. Тука научив дека ништо не исчезнува и дека во збор продолжува и трае. Тука научив долго да паметам, да и се одзивам на секоја боја, на секој залез, на секој довик на предците в полноќи. На ова македонско огниште, на ова колнато место научив дека и смртта може да уследи по се што е замисливо, дури и после точката на овој ред. Кога би се случило тоа, никогаш, значи, во овој живот веќе не би се вратил и никој освен тебе самиот не би знаел по што си копнеел. О крви, со која Исус го потпиша сам своето исчезнување. Ова е еден од центрите околу кој кружеше моето детство. Тука учевме дека не треба да се ули по црквата, по светците, по иконите, зашто каменот ако се фрли под зидот на црквата или по крстот, каменот почнувал сам да крвави од себе си. Тука научивме дека Исус бил меѓу своите другари малку погрд, помал, исушен, испиен. Меѓутоа имало некое духовно здравје во него поинакво од духовното здравје на неговите другари. Неговите другари знаеле да прават, да моделираат гулаби
од глина, меѓутоа гулабот на Исуса, независно од тоа што бил многу погрдо моделиран, единствено полетал од неговата дланка во оној миг кога погледал тој кон небото. И тогаш свативме уште во детството, далеко во детството, зошто Исус имал толку пречувствителни коски кои не ја поднесувале ова и ваква светлина, туку духовната светлина му била неопходна. Оваа црква беше нашиот, на сите деца, нашиот Ерусалим. Тоа беше ридот Морија, каде Аврам го жртвуваше својот син Исак. На овој рид, каде што е оваа црква, Каин губи брата си Авела. Тука Исус беше распнат на големиот крст. Тоа е нашиот Ерусалим, Ерусалимот на нашето детство. И затоа во моите сеќавања, во овие цркви, во и околу Лазарополе, во оваа чудна вегетација од духовни вредности, од духовни символи, секој пат кријам впечаток дека оние кои ги строеле овие цркви, кои ги граделе овие цркви, ги довикувале од своите длабоки внатрешни сеќавања, а потоа ги населувале во просторот од својата подсвест, точно во овој простор, и секој пат им давале налик на некоја буква од глаголицата. Оваа голема, убава буква на оваа црква е нешто налик на буквата Климентова О. Тркалезна, мазна, блага во својата структура, но со едно возвишение или со повеќе возвишение кои постојано ја покажуваат неопходноста да се верува дека нешто над земјата има поголемо и посигурно. Затоа луѓето тука, како што реков и претходно, се движеа, одеа по земја, но никој пат тие со своите нозе не ја допираа земјата. Тука, кога го насетував и прв пат, како дете го видов големото великденско оро, подоцна осознав дека тоа не било случајно. Некаде во 13. век, нашиот монах Арсенија од Солунско 13 години ја шетал светата земја и напишал еден патопис со кој нашата литература за секогаш и ни сите векови ќе се гордее. Тоа е една литература која многу поуспешно од светски известниот есеиста, социолог, структуралиста Елиас Канети, многу поуспешно, значи, од Елиас Канети, нашиот монах, во 13. век го опишал тоа великденско оро во светата земја, во Ерусалим, околу Христовиот гроб, точно онака како што јас го видов и во детството 7 века подоцна од него. И не случајно морало да дојде до една голема духовна синтеза на сите вредности, на сите уметности тука. Ако веќе реков дека е тоа центар на една духовна вегетација, на чудни символи, тогаш е повеќе од јасно од каде таа автентичност, таа логика, тој разум, таа лирска и топлина и надеж во секој дом, во секое строителство. Зографите, строителите, песнопојците, учителите, учениците, ѓаконите по црквите и по манастирите на Македонија, шетајќи ја, земјата ја сметале како земја екумена, како татковина на сите луѓе. И не случајно морало да дојде до една голема духовна синтеза на сите вредности, на сите уметности тука. Ако веќе реков дека е тоа центар на една духовна вегетација, на чудни символи, тогаш е повеќе од јасно од каде таа автентичност, таа логика, тој разум, таа лирска и топлина и надеж во секој дом, во секое строителство. Зографите, строителите, песнопојците,
учителите, учениците, ѓаконите по црквите и по манастирите на Македонија, шетајќи ја, земјата ја сметале како земја екумена, како татковина на сите, луѓе со своите нозе не ја допираа земјата. Тука, кога го насетував и прв пат, како дете го видов големото великденско оро, подоцна осознав дека тоа не било случајно. Некаде во 13. век, нашиот монах Арсенија од Солунско, 13 години ја шетал светата земја и напишал еден патопис со кој нашата литература за секогаш и ни сите векови ќе се горбее. Тоа е една литература која многу поуспешно од светски известниот есеиста, социолог, структуралиста Елијас Канети, многу поуспешно, значи, од Елијас Канети, нашиот монах, во 13. век го опишал тоа великденско оро во светата земја, во Ерусалим, околу Христовиот гроб, точно онака како што јас го видов и во детството 7 века подоцна од него. Луѓе. Еден Ѓурчин Кокале, точно затоа ќе дојде и името на еден Васил Икономов, точно затоа ќе дојде и името на Исаија Радев Мажовски и особено личноста на Теофил Жунгуловски Поповски, личност со завршена грчка гимназија, со завршен филозофски факултет во Виена, пријател и другар на Еуген Кумичиќ, на Јован Јовановиќ Мај, на Август Шеноа, личност која завршува и духовна семинарија во Петерсбург. На денот на страшното заминување мое, во бела облека ги искачив црните карпи отеде морето и на глас што да стигне неколку векови подалеку од крајот, викнав: доаѓам. Не боговите, туку самиот си пресудив да биде свршено се во обична смрт, зашто херојската го покажува и на херојството земја. И така тргнав. Ја затворив вратата низ која напуштив земјата. И тоа беше мојот последен напор, пред да се населам во звезденото време, среде карпите на Кавказ. Така се ослободив од прогонството на ефемеридите, што распознаваа светлина само ден и ноќ што трае, и проповедаа дека и времето трае колку што трае нивниот век. Тогаш си помислив: оган од боговите, огнот нека биде мој и ваш бајрак, што ќе се вее во бескрајот. Немам никакви други поинакви вистини, освен тоа дека беше сум се родил во 31-та година во знакот на близнаци, 3 јуни, во ова наше Лазарополе за кое еве претходно раскажувавме и говоревме. Се она што е заробено во детството до 43-та година беше свет на една голема митологомена, на една голема поинаква вистина од светлосните вистини. До убавото, до совршенството се пристигнува низ еден апсолутен ред. Тој ред во животот, таа поука за редот, за дисциплината, за воспитувањето, беше прашање кое го наложи мајка ми со нејзината доста строга, скоро толстоевска логика во воспитувањето на нас децата. Беше голема христијанка, меѓутоа во сваќањата за воспитувањето на децата беше исклучително строга и таа до тенкости, до ситници ја познаваше душата на сопствените деца и правеше огромна разлика меѓу нив. Она со посебно чувство се однесуваше кон едното дете, кое е понемоćно,
кон другото дете, кој пројавуваше жар, порив за нешто сосема трето и сосема поинаку се однесуваше, ми се чини кон мене. Јас бев највозрасниот, јас бев замена на татко ми, јас бев оној кој што мора да и биде нејзина десна рака, се едно што има 5 или 6 години. Во 43-та година, Македонија беше окупирана и тргнавме една голема, огромна толпа на немоćни жени кои враце ги носеа во своите пазуви дечињата, малите, а ние големи, возрастни мажи, имавме по цели 12 години, тргнавме низ Лопушник и дојдовме тука до оваа светлина до Охрид. Средбата со големите води, со двете големи светлосни поплави, ова која носев досега, со детето во мене, лазоротската светлина и светлината на Охрид едноставно беше судир, длабок судир и во мојата подсвест. И тоа остана за, без друго, за вечноста моја. Од Охрид стигнавме во Скопје, живеевме во една напуштена еврејска куќа покрај Вардар. Живеевме во една продолжена немаштија, без друго како и повеќето или мноштвото народ тогаш. Ги дочекавме бомбардирањата, можеше да се случи тој живот со тој мит на детето да биде и прекинат во тие бомбардирања. За среќа, освен мал шрапнел кој ја погоди мојата лева нога, сето тоа помина едноставно како во сон. Од тука се населивме во Битола и таму го продолжив своето образование. Имавме прекрасни големи професори, имавме личности на вистина кои останаа цел живот во нашите сеќавања. Имавме еден Миклухо Маклај, внукот на големиот истражувач на океаните, на цивилизациите. Јас се уште се сеќавам на неговиот бас. Цигани шумнају талпој, па бесераби качујут, а њи се водња над рекој и така натаму, нели? Сето тоа. Се сеќам на прекрасните феномени во кои облечени во полувојнички шинели, во некои цокули, останати од војната. Одевме на игранки пак на начин кој што беше премногу чуден, неверојатен. Јас сега сваќам таа чинговска логика, чинговска линија и во нашата литература, и во нашата подсвест. Се едно што Чинго е помлад од мене. Во литературата насели огромни светови на препознатливи племиња, на кои сонуваат. Тоа се големи сонувачи, големи митски личности, заградени и фрлени во таа литература, нели? Беше голем проблем како да го совладам, како да совладам големата љубов на татко ми, поривот на мајка ми, да обезбедат нешто преку мене и низ мене, некаква можна екзистенција, посигурен живот, а тоа значеше по секва цена или да се запишам на технички или на медицински факултет. За несреќа, во случајов јас имав навистина одличен успех од гимназијата, а тога се запишуваше како и сега, конечно, според тој успех. И се запишав прво на технички факултет, па и избегав од таму, па се запишав на факултетот за компаративна литература во Белград. Па нормално морав да напуштам, затоа што постојано тие писма на мајка и на татко беа да се заврши медицински факултет. Па завршив медицински факултет, нели? И се соочив со еден од големите проблеми, со најголемите, веројатно, дилеми во мојот живот, со една од најголемите дилеми во мојот живот. Дали да се продолжи со медицината или да и се предаде на она што беше посилно од се, кое едноставно ги
абстрахираше и напорот правен во текот на изминатите години за да се дипломира и така натаму. Јас во тој момент заклучив дека навистина нема играчка ниту со медицината и уште помалку со литературата и дека тие две големи нешта едноставно бараат не еден, туку двајца луѓе за да можат поспокојно на некој начин да одговорат на тие вистини. Јас тогаш се определив сепак за мојата љубов, седно поезијата, литературата, седно што сметам дека медицината ми овозможи една го надгради редот, дисциплината, чувството за една одговорност за работа. Медицината мене ми даде основи, да речам, на едно темелно запознавање на психолошката структура на човекот, на неговите големи подсвесни тајни, на неговите огромни дилеми. Се соочив со еден свет кој мораше да се проучи над 100 милиони клетки кои мора човек да ги познава низ таа наука, до ситници, до детали. Имав прекрасни, огромни професори кои го слушале Фройда, кои ги слушале по другите факултети. Го имав ја професор Крижан, го имав Игнатовски, го имав професор Белија, професор Вернер. Така да, навистина, мене медицинскиот факултет ми овозможи едно поинакво поимање на нештата и на животот. И од тој миг, откако се определив за поезијата, навистина започна големиот од помаките во животот. Стиснете ги тревките, неја ќе ја исцедите. Навалете се врз каменот, името ќе и го чуете. Симнете се во рекине, дното со неја ќе ве почести. Легнете да починете и ноќта со неја ќе ве покрие. Веќе е замаглено. Над нас прелетува птица што фрла сенка налик на Македонија. Чекаме. Ништо не трепери. Неколку нови сонца кружат за да не изнајдат. Летото конечно догорува. И ете, тажно, во постојбина родена за цвеќе, едноставно ќе си умреш, лете, к вечерина.